Се наоѓаме на водното место од кое овој фраеров што кидна е практично киднапиран. Ова е еден од најпрочуените пазари кој се наоѓа на археолошки локалитет. Археолошкиот локалитет е Скупи. Од ова место НГ е киднапиран, не знаеме точно кое време, но нашите неименувани извори велат дека токму овде е местото на инцидентот, овде се случил. Многу е интересно местото. Зад мене е пазарот кој, кога би биле сега во античка Атина, практично би бил средишно место каде што се преговарало, се зборувало, го оговарале Аристотел и потоа тоа научниците го нарекле парламент, собрание, агора, демократија. Како и да е, од десната страна е исто така важното и се повеќе ми се чини станува култно место, наречено Бардовци, а ќе кажеме зашто е важно. Од мојата десна страна во оваа дупка, во овој дол, се наоѓа уште еден археолошки локалитет на кој е сместено селото Злокуќани. И тука има известна символика. Значи, Бардовци е многу битно во последно време затоа што станува синоним за новата Македонија. Лека полека, водно се сели на падините на Бардовци, каде што има резиденции на повеќе амбасади. Таму има резиденција на американците, има резиденција на русите, има резиденција на белорусите, на сите важни дипломатски мисии, но таму се сели и новата македонска буржуазија, за се да биде, ако да речеме Белград го има Дедињ, еве ние сега после водно го имаме Бардовци и тоа би требало да биде синонимот за транзицијското време. Доста беше сите проблеми да ги лоцираме на водно. Сега, она што не е јасно е дали господинот НГ кога е киднапиран, е пикнат со најубавите зелки, бардовечките зелки во ист гепек со нив. Но тоа и не е битно. Битно е дека тој си замина. И додека јас се враќав од прочуеното пазарче за зелка во Бардовци, многумина ја бара така наречената маршрута на бегството на Никола Груевски. Иако, веројатно, од стрес, многу редакции сгрешија па наместо маршрута на кајроните објавија маршута. Не оди тоа, мора Р да стои, маршрута. Значи, што се случуваше додека се бараше маршрутата на Никола Груевски? Само мал дел амандманите отидоа во втора фаза на здравје амандманите. ДИК останува во истиот состав, лична, убава, наша ДИК, Државна изборна комисија. И Петр Шилегов фино се бори против загадувањето, ќе става на лепници на автомобили, ќе се знае кој влегува, кој излегува во Скопје. Нема тука, ние сме како Штутгарт или, не знам, Дрезден, Франкфурт, германци стануваме, имаме еколошка култура. Не може некој тетово како сака да доаѓа да вози тука со крш автомобили. На лепница и пријатно. Назначени и обвинители. Прибе, кај себе прибе, пријателе, ќе си јавиш ли после сево, некако твојот реформски курс, како да отиде. Застранете реформскиот курс. Но, од пазарчето во ова наше мало сладко студио донесов и убави бардовски зелки, кои ме подсеќаат на една многу важна операција која треба да се спроведе во Република Македонија. Односно, можно е таа операција да се спроведе во Република Северна Македонија. Ќе се попишуваме, ќе не попишуваат. Но нема да има графа за етникум, нема да има графа за да се изјасниме што сме, дали сме македонци, албанци, турци, власи, роми.
нема да има графа ни за верска припадност. Затоа пак пописот најверојатно ќе се спроведува според високи стандарди на Советот на Европа и нема да има потреба ни од лична карта. Ќе се проверува тоа во регистрите. Покажи само извесен документ или можеби ако си го знаеш матичниот број, ќе те најдат, ќе те попишат. Што е интересно? Ова личи на, еве да речам, само пописна гума за бришење. Оти пописните гуми во соседството работат подолго време. Да речеме, бугарската пописна гума ги избриша македонците, односно дали попишува едва и неколку стотини. Во Бугарија, во Албанија, албанската држава признава македонско малцинство, но само во одредени региони, во Пустец. Па така што може да се пријават некои 5 до 6.000. Ако се пријавиш македонец во Корча, не важи. Нема да те заведат како македонец. Во Гора нема да те заведат. Во Голобрдо нема да те заведат. Во Тирана, Грција воопшто не попишува македонци. Веќе 70 години. Така што, ако матичната држава не ги попише македонците, тоа значи дека ги отпишува. Ќе ги отпише. Ќе не нема. Стануваме една држава на униформен народ, на зелки донесени од пазар, на зелки кои не му зборуваат на јазик неразбирлив. Дали да го бараме телефонот на прибе и за оваа работа? Чиј телефон да бараме? На кои стандарди да се повикуваме? Работава стана опасен пазар. Да се пазариш за се и се што и на крај можеби да не ти остане ама баш ништо.